студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 9. Собранието денеска ќе одржи две пленарни седници, 58-та и 55-та седница. На дневен ред на 58-та седница се предлог законите кои се дел од реформската агенда, предлог на законот за ставање во употреба на техничка опрема за транспорт, предлог на закон за електронските комуникации, дополнителниот предлог на закон за безбедност и мрежни информациски системи, дополнителниот предлог на закон за изменување и дополнување на законот за електронски документи, електронска идентификација и доверливи услуги, дополнителниот закон за архивски материјал и архивска дејност, сите во второ читање и предлог на закон за вработените во јавниот сектор, предлог на закон за административните службеници и предлог на закон за стручно усавршување и обука на административните службеници, сите во прво читање. И вчерашниот ден беше богат со настани во собранието. Европската интеграција на Македонија беше во фокусот на пратеничките прашања на вчерашната седница во собранието. Филипче Мицковски разменја остри пораки на оваа тема. Додека Филипче обвинува за власта дека не испорачува ниту едно од ветувањата, Мицковски одговори дека се прават напори за членство на Унијата, но не како модерни македонци. Има неколку работи кои што ги најавувате, меѓутоа нема финале, нема завршница на тие предлози кои што ги давате, а во контекст на подобрување на нашата преговарачка позиција. Прво ова со одложеното дејство на уставните измени, гледаме дека не се случи. Понатаму најавивте писмено обраќање до целата Европска унија, се откажавте. Од тоа чекавте да се формира нова влада во Бугарија, се формираше, има средба во Хаг на самитот на НАТО, таму е бугарскиот премиер, отиде претседателката, значи средба и таму нема да има. Имам проблем да разговарам на тема во која што континуирано некој нас не негира, континуирано некој нас не оспорува и континуирано некој ни гоускратува правото да бидеме тоа што во суштина сме. Исто така имам право да се сомневам дека тоа не е ни последната, туку можеби не знам која поред одстапка која што треба ние да направиме, а при тоа да не ја завршиме трката. Повторно попат нешто ново да ни се случи. Имам чувство дека постојат луѓе кои што размислуваат слично на нив, кои што сакаат тој наратив и покрај тоа што јавно излеговте, побаравте помош сите кои што имаат било каква конекција во Брисел да лобираат за да се случат работите кои што се случија на АФЕТ-от, но имам чувство дека има луѓе кои што повторно ќе кажам размислуваат слично на нив, кои што сакаат да наметнат еден дискурс во јавноста, па така да моето прашање би било логично, а тоа е излегоа информација во јавноста, многу често и тоа се спинува како тема за тоа кој гласал за или против, дали имате таква информација и логичното прашање е кој е наредниот чекор од овој момент натака во однос на оваа тема, нешто што сметам дека е суштински од интерес на јавноста. Сега таму доаѓаат друг тип на политичари. Сега не доаѓаат политичари кои што ги влече напред сидрото. Сега одат политичари кои што знаат точно што сакаат и како сакаат и кои аргументи ги има и тие луѓе ја представуваат денеска Македонија таму и интересите на граѓаните, на сите граѓани. Затоа што сите граѓани имаат интерес да одат напред. И ние велиме сакаме, ние припаѓаме тука, ние ќе останеме тука во овој пат, но овој пат ќе се бориме за нашите вредности и за нашата вистина. Нема да се повлекуваме ниту милиметар, нема да се повлечеме ниту 1 милиметар, затоа што од другата страна ние немаме аргументи. Ниту една земја членка на Европската унија нема проблем со македонскиот идентитет, освен Бугарија, тврди министерот за европски прашања. Муртезани повика на трпение во однос на можноста за внесување на придавката модерен пред македонскиот јазик и идентитет во извештајот за Македонија кој на почетокот на јули ќе се најде пред европратениците на пленарна седница. Дека поединечно, ако ги слушаме сите 26 други земји, сите го признаваат и македонскиот идентитет и македонскиот јазик. Тоа не е спорно. Меѓутоа, со резолуцијата, нивната волја дополнително ќе се потврди. Затоа ние инсистираме да се разделат позициите на другите земји членки и Бугарија по однос на билатералното прашање. The constitutional amendments that are required to move the integration process forward remain a political challenge
a subject of intense national debate, underscoring the tension between national identity and European integration. But please remember that the EU path is not a denial of identity. It is the promise of shared sovereignty and dignity in accordance with the fundamental provisions of the European treaties and the original motto of the EU, which reads, United in Diversity. Во пожар што избухна ноќеска околу 20 минути по полноќ во зграда Брод на улица Булевар Македонија во Делчево целосно изгоре еден стан. Во настанот нема повредени, но едно лице било пренесено во општата болница во Делчево од екипа на итната медицинска помош. Според информации на територијалната противпожарна единица, пожарот бил целосно изгаснат во 1 часот и 30 минути по полноќ. Од надлежните институции се најавени дополнителни информации за случајот во текот на денешниот ден. А во продолжение следуваат и вестите од светот.